Колку општина Куманово ги почитува и промовира европските вредности? Па општина Куманово е Македонија во мало космополитски град. Живеат голем број на етнички заедници. Едноставно Македонија во мало и нормално е бидејќи се стремиме кон европските вредности и да сакаме да бидеме составен дел на Европа, првенствено и да ги почитуваме тие вредности. Взаемното почитување, човечките основни елементарни права, права на сите заедници, да живееме заедно. И впрочем, тоа е иднината, не само на Куманово, на регионот и дефинитивно мојата желба е еден ден Куманово да го видам, да биде реално и вистински, во вистинска смисла на зборот, европски град. Оваа година аплициравме во рамките на можностите да ја добиеме титулата во рамки на малите општини, град на спортот. Таа титула ја доделува Европа. Колку вие лично се залагате за еколошка правда и промовирање на зелените иницијативи? Па еколошка правда е широк поим, подразбира можности. Куманово го следи тој тренд. Тој е актуелен тренд во Европа, почнувајќи од сите оние проекти во Европа за смарт сити, давање на можности, нови зелени површини, секојдневно функционирање на секоја единка во општеството во функција на заедницата, на поздрав, поубав, похуман живот. Куманово сака да го постигне тоа ниво. За жал, долг временски период не само во Куманово, туку генерално и во државата и во регионот тоа беше запоставено. Во минатото тоа го имавме таква зелена култура, садевме нови зелени површини, пошумуваме, се грижеме за загадувањето, но сега состојбата е поинаква и ќе се обидеме во овој период да го промениме тоа. Отпочнавме со реализација на проектот Засади живот за живот. Секој новороденче во општина Куманово што ќе се роди, добива една зелена садница, неговото семејство ја негува таа садница, ја сади, ја негува заедно како што го негува и тоа новороденче, тоа наше ново Кумановче. Спроведуваме еколошки акции, чистење на диви депонии, озеленување со нови зелени површини, но мора да констатирам дека културата ни е на многу ниско ниво и ќе мора да направиме многу повеќе во делот на едукацијата. Онаа што го имаме, да го сочуваме, бидејќи човекот е најголемиот загадувач во општеството, да се обидеме тоа да го сведеме на минимум, културата да издигнеме на највисоко ниво, а општината да постави доволна урбана опрема, како што денеска седиме, оваа канта која што ја гледаме зад нас тука да биде полна со отпадоци, но не и околу кантата. Дивите депонии ги создаваме сами и да се обидеме да ги одржиме чисти, речните корита, да го намалиме загадувањето и секако да создаваме нови вредности во делот на озеленувањето. Ниту Куманово како град е имун на градење и изградба и знаеме како функционира на тој план урбанизмот во Македонија. Мислите дека ќе наидете на препреки во заштита на животната средина токму од тој аспект? Па и јас и новата политичка гарнитура која што е сега, зборувам на оваа гарнитура која што го доби мандатот да го води Куманово, јас, членовите на Советот, влеговме многу ригорозно тука во делот на урбанизмот, бидејќи сеопшто во Република Македонија, па и Куманово не е имуно, владее сеопшто урбанистички хаос. Се планира и проектира без план. Планирањето треба да биде долгорочно. Донесовме неколку одлуки на Советот на мој предлог, кај што го намаливме коефициентот на изградба при градење на колективни домувалишта, тоа се стамбени згради, да не може да помине повеќе од 50% од вкупната површина. Тоа значи, ако имате 1000 квадратни метри парцела, можете да изградите маркица со 500 квадрати во основа со дозволена висина, а останатите 500 квадрати да ги уредите во зелена површина, дворно место, игралиште. Едноставно сакаме да го вратиме она што беше во минатото. Знаете, кога бевме деца и живееа некои од нас во стамбени блокови, кога нашите родители беа на работа преку ден, ние во тек на денот, кога ќе дојдеме од училиште, се игравме на оние слободни површини за паркирање, паркинзите, зелени површини и така натаму, и дури тогаш доаѓа родителите ги паркираа возилата.
па ќе ги замолевме потргнија колата за да можеме да ја одиграме ова партија фудбал. Денеска тоа го нема, бидејќи сите површини се зафатени. Погледнете ја зградата пред нас, зградата зад нас, сепак ова е централно градско подрачје кај што паркирањето се би требало да се решава подземно, но онаа што го планираме и ќе го проектираме, сакаме да биде планирано на долгорочно ниво, затоа влеговме во формирање на едно јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, кое што ќе планира и ќе проектира на долгогодишно ниво, за да се запазат сите градежни линии во градежните опфати, да не се меша индивидуалното со колективното домување, за да се постигне тој ефект на изградба на еден зелен град. Дури развојот на еколошката свест кај граѓанките и граѓаните зависи од нивните меѓусебни односи. Знаеме дека Куманово е мултиетнички град. Што мислите вие, како живеат луѓе во овде, какви се нивните односи? Дури по оваа прашање. Развојот на еколошката свест сите ние го стекнуваме уште од најмали години дома. И тоа е елемент на домашното воспитување, а подоцна и во делот на дополнителната едукација во образовниот процес, каде што во училиштето би требало да не учат како ние како граѓани одговорно да се однесуваме и да ја подигнеме свеста на еколошката култура, но и на чувството за заедништво, онаа што е јавно дека ни припаѓа на нас. Куманово како мултиетничка средина, без разлика на сите тестови во минатото и сите искушувања на кои што бевме ставени, граѓаните го надминаат тоа и граѓаните сакаат да живеат заедно, без разлика кој на која етничка структура припаѓа. Ние сме различни по вера, по етникум, по политичка припадност, но онаа што е најбитно, заедно ги положивме сите тестови во минатото. 2015 онаа што се случи во Диво населје, еден од најлошите можеби моменти во историјата на нашиот град. Граѓаните беа посвесни од самите политичари дека Куманово не смееме да дозволиме да биде дестабилизирано и да биде составен дел на други политички игри кои што се во функција на политиката која што во тој момент владееше. И исто така да не зборувам за периодот 2001 војната, Куманово не дозволи, кумановчани беа тие кои што не дозволија да се дестабилизира. Но повеќе од потребно е да се постигне еден момент на сеопшта хомеостаза, каде што сите млади луѓе би соработувале и би функционирале заедно. Затоа практикувам денеска како прв човек на градот, кој што доби поддршката од сите граѓани, без разлика на својата различност, да ги водам со свој пример, со група на млади луѓе да комуницирам, да ги посетувам сите кафулиња, сите ресторани, сите места, без разлика дали собственикот е македонец, албанец, ром, турчин, влав и така натаму, и со тој пример да покажеме дека ние треба да учиме едни за други повеќе и повеќе и да го вратиме онаа ниво на однос кое што било во минатото помеѓу нашите предци. Бидејќи заедно сите ние можеме да направиме многу повеќе за нашиот град и за нашата држава.